Добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на информативната емисија Отворено за. Оваа вечер ќе зборуваме за осигурувањето и за потребата од осигурување. Може би болна точка за земјоделците од нашиот регион, затоа што веќе очигледно е дека измрзнувањето на лозовите насади, но и на овоштарниците е многу големо и оние земјоделци кои што ги имаат осигурано своите посеви, можат и полесно во овој момент да ја пребродат оваа криза, но оние кои што не се осигурани секако дека ќе имаат некои потешкоти. За осигурувањето оваа вечер ќе разговарам со господинот Климе Поповски, директор на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Добро дојдовте. Добро е најдов, добро вечер. Поздрав до гледачите на К1 телевизија и задоволството е моје да бидам вечерва ваш гостин. Ке зборуваме за потребата од осигурување, колку видови на осигурување постојат за брокерските друштва, осигурителни компании, но еве да започнеме со нешто што е во овој временски период најактуелно. Земјоделците повторно ги фати непогода, но многу е мал процентот на земјоделци кои што ги имаат осигурано своите посеви. Да. Значи, актуелна тема е неодамнешното студено време, или ние во стручното го викаме ран пролетен мраз, кој што се случи минатата недела, и тоа представува еден многу сериозен ризик и удар на земјоделското стопанство, на индивидуалните земјоделци, бидејќи сите тие сигурно дека ќе претрпат огромни штети, бидејќи нема да се остварат приносите. Сведоци сме во последните години дека како директен резултат на глобалните климатски промени се случуваат огромни катастрофални ризици од лоши временски услови. Тие имаат директен ефект врз земјоделското производство, а тоа веќе се рефлектира и на самиот животен стандард на индивидуалните земјоделци. Постојат повеќе механизми како да се справат со овие, да кажам, новодојдени ризици, кои што се почесто се јавуваат и јачината на секој ризик е се поголема и поголема. Еден од најефикасните, најекономичните и најдобрите инструменти за справување со потенцијалните финансиски загуби од случувањата на неповолни временски непогоди од овој тип на ризици представува осигурувањето. Зошто е тоа така? Цената која што ќе ја плати земјоделецот за да обезбеди полиса за осигурување, споредбено со степенот на изложеност на ризик и споредбено со она што тој може да го добие како корист од осигурувањето, е огромна. Има најголема додадена вредност на неговите пари што ќе ги даде за купување на полиса за осигурување. Меѓутоа, како што и вие кажавте во вашиот вовед, дека се уште земјоделското осигурување не е развиено на ниво кое што е потребно да се развија. Историски гледано има неколку причини зошто земјоделското осигурување не е дотолку развиено, меѓутоа јас ќе напоменам дека во последниве години и текако бележиме високи стапки на пораст на продажба на полиси за осигурување. Што значи дека се развива, меѓутоа се уште е степенот на уфатеност помала. Што мислите, дали земјоделците се недоволно информирани за можностите? Сега ќе го образложам причините зошто не е опфатено толку многу земјоделското осигурување и што све е направено за да сепак се зголеми земјоделското осигурување. Од 2008 година па наваму владата донесе на активна мерка, а тоа е да ги субвенционира премиите за земјоделско осигурување. Премија значи цената на земјоделското осигурување. 60% од цената на земјоделското осигурување се покрива од страна на владата, додека 40% самиот земјоделец си ја плаќа цената, односно премијата за осигурување. Ова беше мерка која што кажав од 2008 година. При тоа, на неколку наврати владата интервенира и во опсегот на покривање на оваа субвенција, бидејќи имаше некои ограничување
На почеток беше предвидено само за одредени земјоделски култури. Па се прошири асортиманот на повеќе земјоделски култури. Потоа имаше ограничување во бројот во големината на земјоделската површување. Имаше за одредени култури ограничување 1 хектар, 2 хектар и така натаму. Се елиминира сите овие ограничувања, сега има единствено ограничување дека максималната субвенција може да биде до 150.000 денари по индивидуален корисник, односно по еден собственик на полиса за осигурување. Тоа е стварно огромна финансиска корист на земјоделците. Но проблемот беше на страната на понудата. Тоа значи дека самите друштва за осигурување не беа многу заинтересирани да понудат земјоделско осигурување. Во нашава земја постојат 11 друштва за осигурување, кои што функционираат во така наречениот сегмент на неживотно осигурување, кои што може фактички да понудат земјоделско осигурување. Ние до пред 2 години имавме само 4 осигурителни компании кои што се занимаваа со земјоделско осигурување. Затоа викам, проблемот беше на самата страна на понудата. Зошто осигурителните компании не беа многу заинтересирани, бидејќи тие има недоволно знаење, ноу-хау во однос на промоција во однос на лансирање на продукти за земјоделски осигурувања. Нема доволно статистички бази за да знаат како било искуството со штети во минатото. Меѓутоа и тие компании кои што има колку толку некој земјоделско осигурување се соочија со да кажем негативни финансиски резултати и тоа плюс беше фактор да самите осигурителни компании беа многу резервирани во понудата на земјоделско осигурување. Имајќи предвид овој проблем, владата со поддршка на Светска банка, тоа морам исто да го потенцирам, влезе во еден регионален проект кој што беше сериозно поддржан од страна на Светска банка и во кој регионален проект беа вклучени 3 држави: Србија, Македонија и Албанија. Тој регионален проект е познат под името Европаре. Целта на овој регионален проект беше формирање на реосигурителна компанија со седиште во Швајцарија, каде што основачи се владите на овие 3 држави и чија основна улога, задача на ова реосигурителна компанија е да им помогне на локалните компании да креираат соодветни продукти за земјоделско осигурување и да им понудат квалитетно реосигурително покритие. И тоа веќе се реализира и е во фаза кога ова реосигурителна компанија веќе постои и е жива. Паралелно се работеше и на така наречено финансиско писменување или раст на така наречената осигурителна култура кај земјоделците, каде што и ние, како регулаторно тело, Агенцијата за супервизија на осигурување, имаше проактивна улога преку изработка на информативни материјали, значи ние спремивме брошури, флаери, и преку директна средба со земјоделците, каде непосредно им ги кажувавме кои се предностите од осигурувањето. И нормално во прво време земјоделците се уште, да кажам, беа со одредена резерва и така натаму, меѓутоа почнаа да купуваат полиси за земјоделско осигурување и бројките покажуваат дека ние скоро секоја година имавме дуплирање на бројот на продадени полиси. Така да се поголем замав зема земјоделското осигурување, меѓутоа потребно е доста време да помине за да се развие земјоделското осигурување. Господине Поповски, кога сме кај порастот на земјоделски осигурителни полиси, дали имаме примери кога ќе ни се случат вакви непогоди како што се случува ова и сега да имаме во наредниот период зголемен интерес на земјоделците? Да, има, меѓутоа сега морам уште една работа да потенцирам, која е исто актуелна. И минатата година имаше соодветни штетни настани од временски непогоди и во 2015 година, дури имаше многу посериозни во 2015 година. Знаеме, во Струмичкиот регион имаше сериозни поплави.
Минатата година и поплавите кои што беа, имаше исто и ран мраз кој што директно ги погоди Преспанскиот регион и јаболката. И владата со цел да излезе во престрет на земјоделците кои што се соочуваат со овие временски неприлики, бидејќи вие не можете да се борите со временските неприлики, владата донесе заклучоци дека ќе изврши обештетување. Сега тука има размислување. Дали ова е против интерес за развој на земјоделското осигурување, бидејќи земјоделците самите ќе се речат зошто да купувам земјоделско осигурување кога владата мене ќе ми ја плати штетата. Значи има такви размислувања и можеби до некаде земјоделците се во право, но и покрај таа владина политика да ги директно обештетува земјоделците, сепак се уште имаме пораст на продажбата на полиси за земјоделско осигурување. Кој е аргументот зошто земјоделецот и покрај таа помош од владата треба да купува земјоделско осигурување? И ќе го образложам. За да вие добиете владината помош, треба да поминете низ неколку комисии на одобрување. Па дали тие се биле планирани во буџетот за таа година или не биле? Па треба да почекате можеби нова буџетска година. Па додека се исплати штетата, можеби ќе помине и година дена од моментот на настанување на штетата. Земјоделецот која ќе има штета, тој очекува во најкраток можен рок да ги добие парите, бидејќи тој мора да продолжи со процесот на репродукција. Тој финансиската загуба ќе има во тој момент кога веќе ќе се случи штетата. Меѓутоа, тие владина помош, таа не може толку да биде брзо реализирана поради многу практични проблеми. И затоа осигурувањето представува многу важен, ефикасен механизам, бидејќи парите кои што ќе ги добиат земјоделците ќе ги добијат одма. И тие пари кои што ќе ги имаат побрзо, ќе бидат во функција за да се компензираат потенцијалните финансиски загуби. Затоа може веќе да го организира производството за наредна година, а од друга страна изгубените приноси кои што ќе ги има, а тие приноси му се извор за негова екзистенција, ќе ги добие парите одма, наместо да се позајмува пари дали од банка, дали од роднини, од пријатели и така натаму. Затоа викам дека многу ефективноста на осигурувањето е многу поголема и подобра и поважна за земјоделецот отколку тој да очекува владина помош. Ево да кажеме 2016 година и покрај тоа што владата плаќаше директно компензации, сепак бројот на продадени полиси за осигурување на посеви плодови и тоа да речеме ево сега физички лица пораснал за 7%. Кај правни лица порасна за 20% како број на склучени договори. И уште една работа што е исто битна, ако ги земе во предвид и апсолутните бројки во однос на премијата што е стварила осигурителната компанија во 2016, таа е помала во однос на 2015, али помала при поголем број на продадени полиси, тоа значи дека компаниите продавале по пониски цени. Тоа значи дека конкуренцијата си го направила своето. Бидејќи јас ви кажав, значи до пред некоја година имаше само 4 друштва за осигурување кои што беа активни во продажба на земјоделско осигурување. Сега веќе имаме присуство на сите осигурителни компании кои што работат и функционираат во Република Македонија да нудат земјоделско осигурување. Господине Поповски, покрај земјоделското осигурување имаме и други видови на осигурување. Што покажуваат бројките? Што во Македонија најлесно се продава, освен она што не е задолжително, нели, осигурување на возилата кое што оди заедно со регистрацијата? Значи, воопшто осигурувањето ние го делиме на две големи групи, тоа неживотно осигурување и осигурување на живот. Прво ќе зборувам за неживотното осигурување, па потоа ќе се навратам на осигурувањето на живот. Кај неживотното осигурување нормално е да доминира она што представува задолжително осигурување, кое произлегува од осигурување што секој кој што има превозно средство во сообраќај мора да има
полиса за одговорност према трети лица. Секој превозно средство, без разлика дали е тоа патничко возило, дали е тоа транспортно возило, дали е тоа воз, автобус, авион, пловни објекти, трактор, моторцикли и така натаму, мора да има закон, мора да имат задолжително осигурувана одговорност према трето лице. Често пати граѓаните не го разбираат овој концепт за осигурувана одговорност према трето лице. За информација на вашите гледачи, тоа е осигурување кое што компензира или покрива штети доколку вие како возач и предизвикате на трето лице. Тоа не е осигурување за вашето возило, туку на штетата што е на трето лице. Ова е меѓународна пракса, меѓународен стандард, не постои, можете на прст да ги изброите кои земји во светов немаат незадолжително осигурување во сообраќајот. Значи нешто што мора да го има. Учеството на неживотно осигурување е можеби скоро до половина од вкупниот бизнис на неживотно осигурување. Вториот по значај осигурителен продукт ни представува имотното осигурување. Значи тоа е осигурување што го купуваат граѓаните за своите станови, куќи, викендички, но тоа е осигурување што го купуваат и правните лица, значи фирмите, за да го заштитат својот имот, односно да ја заштитат потенцијалната финансиска загуба од непосакани ризични настани, како што се пожар, поплава, кражби. Кај поплавите имате поплави кои што се предизвикани од временски непогоди, меѓутоа имате и поплави кои што се предизвикани од кршење, например, на цевки, поради промена на временска температура. Понатаму имате за посебни видови на продукти за правните лица кои што се однесува на осигурување на залихи, осигурување на машините кои што може да се скршат, да расипат во текот на нивното функционирање, осигурување на робата при транспорт. Значи тоа се све некои видови форми на имотно осигурување. Овој вид на имотно осигурување како втор најважен вид на осигурување учествува негде околу 17% во вкупната структура. Трет вид на најважно осигурување представува каско осигурување и тоа е осигурување за вашето сопствено моторно возило. Значи, ако вие сакате да го осигурате вашето возило, дали од ризик кражба, дали од ризик град, или од вандализам, или ако вие предизвикате штета на трето лице, бидејќи вие може да имате, и вашето возило може да има штета, исто каското ќе ја покрие таа штета. И тоа е трето најзастапено. При тоа каското најповеќе го купуваат собствениците на нови моторни возила и бидејќи тоа се исплаќа, значи до 5 години старост возило има логика да има каско осигурување. Тоа не значи дека над 5 години не се препорачува, се препорачува на 5 години. Меѓутоа, имајќи предвид веќе употребната вредност на возилата, неговата амортизираност и така натаму, таа додадена вредност која што ќе се добие од купување на каско осигурување сигурно ќе е многу помала. Понатаму, како четврто најважно осигурување представува осигурување од незгода. Обично ова е најмасовно, најраспространето осигурување, бидејќи тоа го купуваат, го купуваме како осигуреници од деца кои што се во детски градинки, во основни школи, во средни школи, студенти на факултети, до секој нешто е вработен во некој колектив. Значи тоа се покритие на финансиски загуби кои што ќе се случат доколку вие претрпите некој несреќен случај. Значи ќе се повредите на работа или во школа или во детска градинка, може не дај Боже сега да се скрши рака, нога и болничкиот третман, лекувањето, сето тоа ќе биде покриено од страна на осигурителните компании. Значи, ова не е здравствено осигурување, тука е да направиме разлика, ќе се навратим на здравственото осигурување, за тоа ќе ви кажам. Ова е најмасовно осигурување кој што би требало секој да го има. Значи, овие се 4 најважни видови на осигурување. Сега би сакал да обрнам внимание на уште 2 видови
неживотни осигурувања, кои што мислам едното веќе е застапено и добро се развива, а другото е во фаза кога сега се промовира и очекуваме дека тоа најповеќе ќе има пораст во иднина. Станува збор за приватното здравствено осигурување и за патничкото осигурување. Патничко осигурување е потребно за секој граѓанин кој што излегува од границите на Република Македонија, обавезно да има со него патничко осигурување кој што може да покрива непосакани ризици кои што може да ви се случат при патување во странство. Од губење на багаж, доцнење на багаж, кражба, но меѓутоа покрива и здравствени ризици. Ако ви се случи некоја незгода при патувањето, ако се разболите при патувањето, ако добиете и заболка, значи осигурителните компании може да излезат во пресред и здравствениот третман кој што ќе го добиете во странство да биде покриен од страна на осигурителните компании. Имајќи предвид дека се повеќе граѓани патуваат во странство, и тоа е веќе еден тренд од која веќе се укина, од која се воведе визната либерализација, така да строга препорака за секој оној што патува во странство обавезно да има патничко осигурување. И цената не е премногу скапа. Значи не е премногу висока. Ризиците се многу големи и бенефитот ќе е многу голем. И на крај би сакал уште да ставам акцент на здравственото осигурување, пред се на приватното здравствено осигурување. Веќе од пред 3 години имаме компании кои што нудат приватно здравствено осигурување. Овој вид на осигурување очекуваме да добие во тежина во иднина и бројките веќе покажуваат дека во 2016 година имаме многу солиден раст на број на продадени полиси за здравствено осигурување. Здравственото осигурување има 3 столба на кои што се заснива и може да покрива. Едниот 2 столба се поврзани како надополнување на државното здравствено осигурување. Што значи тоа? Имено, вие како осигуреник преку Државниот фонд за здравствено осигурување, сепак не можете во целост да ви бидат покриени сите трошоци кои што може да ги имате при користење на здравствени услуги во државниот систем на здравство. Нели секој од нас имало случај кога ние викаме тоа се плаќа од џеп, односно така наречена партиципација. Таа партиципација може да биде предмет на здравствено осигурување, односно вие да не плаќате партиципација, него со соодветна полиса, осигурителната компанија ќе ја надомести таа партиципација. Вториот столб се однесува на добивање на повисок квалитет на услуги во државниот здравствен систем. Имено веќе ние по клиниките, по болниците, во државните здравствени институции, веќе имате можност да добијате повисоко ниво на услуги од типот на посебна соба да биде климатизирана со телевизор, која што инаку се доплаќа доколку вие сакате да користите, са наместо да доплаќате, осигурителната компанија таа ќе се ја плати таа компензација према здравствените институции. И третиот столб е чисто приватно здравствено осигурување, каде што вие доколку сакате да ги користите услугите од приватни здравствени диагностички центри, меѓутоа од приватни здравствени клиники, тогаш вие можете да купите полиса и полисата да ви покрија сериозни здравствени ризици, од операции, лекувања, диагнози и така натаму, со тоа што нормално вие на почеток ќе се информирате, бидејќи од компанија до компанија е различно, кои све видови на здравствени ризици ги покрива, кои све видови на операции, кои све видови на болести, дори имате и да речеме третмани на да се лечите од малигни заболувања. Понатаму може да бидат покриени и здравствени ризици дури и во странство. Значи ако нема некој можност услугата да добијате во приватните клиники во Македонија, да можете таа услуга да ја добијате и во здравствени клиники во странство.
Но за секој продукт осигуреникот, односно граѓаникот, треба да биде добро информиран и да ги прочита добро условите за да види што све покрива. И при тоа од компанија до компанија може да бидат различни овие видови на покритија на ризици, нормално да биде и различна цената. Ние очекуваме дека здравственото осигурување ќе биде иден двигател на развој на осигурителна индустрија во Република Македонија. Господине Поповски, сепак сега во овој период би сакала да зборуваме нешто повеќе за животното осигурување. Сметам дека тоа можеби во овој момент е и најактуелно и најинтересно за нашите гледачи. Осигурувањето на живот е втори најзначен сегмент на осигурителниот сектор и слободно можеме да кажеме дека тоа е во една голема фаза на експанзија. Историјата на животното осигурување е релативно млада во Македонија. Значи, првата компанија за животно осигурување беше формирана во 2005 година, во 2007 година беше втората компанија, ние сега имаме моментов 4 друштва за осигурување, останатите две се формираа во 2011 година. Значи имаме 4 друштва за осигурување. Секоја година имаме солиден пораст на продажба за животно осигурување, и тоа над 20%. Овие 4 компании се во собственост на европски осигурителни групации. Тоа укажува дека, и тоа на 3 од Австрија, една од Хрватска, тоа укажува дека веруваат странските инвеститори дека има голем потенцијал за развој на животното осигурување и се можеме на ексклузивна вест да кажам за гледачите на К1 телевизија дека веќе добивме потврда и ќе очекуваме наскоро апликација и за нова компанија за животно осигурување која што ќе биде 5-та поред. Тоа значи имаме нов инвеститор во овој нов сегмент? инвеститор, да, па затоа е ексклузивно ве информирам на гледачите на вашата К1 телевизија. И ставано збор исто за еден од поголемите регионални играчи во осигурителна индустрија, значи за сериозна европска осигурителна групација која што направи истражување и верува дека има простор за отварање уште на една осигурителна компанија во нашава држава. Во однос на осигурувањето на живот, исто можам да потенцирам дека тоа представува една голема придобивка на секој што ќе се одлучи да купи осигурување на живот. Осигурувањето на живот пред се значи обезбедување на финансиска стабилност на фамилијата. Осигурување на живот, доколку се случи ризик смрт од непосакани последици, вие однапред имате договорена износ на обештетување што ќе остане како наследство за фамилијата. Доколку главата на фамилијата го загуби својот живот, доколку таа фамилија има преземени финансиски обврски, кредити од банка, доколку има деца кои што се уште малолетни, па треба да се школуваат и така натаму, рачунете еден од родителите да го загуби својот живот, какав финансиски товар ќе биде за децата. Заради тоа представува осигурувањето на живот многу значаен инструмент кој што дава долгорочна финансиска стабилност на фамилијата. Се имајќи предвид дека животното осигурување се развива, секогаш осигурителните компании се обидуваат да бидат иновативни, креативни и така натаму, сега се воведуваат и осигурителни компании кои што имаат и штедна компонента, кој на некој начин му дава можност осигуреникот и да заработи нешто, не само да има покритие на ризик од смрт, и тоа е исто сега многу актуелно. Што значи штедна компонента? Ќе ви објаснам за два продукта. Прво за оно што представува класично мешовито животно осигурување. Ако вие склучите договор да го осигурате вашиот живот за наредни 10, 15 или 20 години, ако не се случи ризик смрт, тогаш друштвото за осигурување ќе ви ги врати парите по истеко на договорот за осигурување врз основа на договорениот износ за кој што вие сте од старт договориле колку ќе плаќате премија и какви очекувања ќе имате на крајот од вашиот договор за осигурување да ги добиете како пари назад, плюс оплодени со одредена стапка доколку осигурителната компанија остварува профити, таа ќе ви препише дел од вашиот профит. А вториот вид на
да кажеме, штедна компонента или невентуално или кажеме како инвестициона компонента за граѓаните, доколку се одлучат да купат, тоа популарно се вика Unit Link животно осигурување, својата премија што дава на осигурителната компанија, дел од нејзе оди во уплата на удели во инвестициски фондови, а инвестициските фондови се високо софистицирани, специализирани финансиски институции кои што управуваат со вашите пари, ги инвестираат во финансиски инструменти и во земјата и надвор од земјата, и тоа во првокласни акции, првокласни корпоративни и државни обврзници, ги оплодуваат вашите пари, и како што расти вредноста на уделот, така расти и вредноста на вашето лично богатство. Тоа значи дека преку форма на осигурување, вас премијата што ја плаќате према осигурителната компанија, на некој начин ви ја управува вашата актива, и доколку се зголеми вредноста на таа актива, вие ќе бидете, на некој начин ќе имате оплоден инвестицијата. Но можете да има и потенцијална загуба, но очекувањата се дека економијата и светската економија и нашата економија ќе оди нагор и дека ризикот од евентуален неуспех ќе биде многу помал. Значи, тоа се главните моменти во однос на прашањето за осигурување на живот. Господине Поповски, во Република Македонија имаме 15 друштва за осигурување и вкупно вработени се 1933 лица, што представува пораст и на вработените на лицата кои што се вработени во оваа област. Каква беше 2016 година за осигурителните компании или за секторот кој што се занимава со осигурување? Па, имајќи предвид дека скоро ние веќе втора година влегуваме во една сериозна политичка криза, каде што имаме силно влијание на неекономски ризици и неекономски фактори во вкупната економија, осигурителната индустрија се движи во добра насока. 2016 година се заврши со позитивна стапка на пораст од продажбата на полиси и остварената премија од 5,34%. Значи, тоа укажува дека имаме еден солиден раст, поголем отколку што е растот на бруто домашниот производ во Република Македонија. Меѓутоа, вие кажавте дека има 15 компании, има негде веќе скоро 2000 вработени во осигурителната индустрија, меѓутоа не се само тие субјекти во осигурителниот сектор. Во Република Македонија постојат и други субјекти кои што се занимаваат со осигурување, тоа се така наречени посредници во осигурување. Тоа се продавачи, да кажам најгрубо кажано, во осигурувањето. Ние во Република Македонија имаме регистрирани веќе 33 осигурително-брокерски друштва, имаме 14 друштва за застапување, имаме 3 банки кои што работат како застапници или како продажни места на осигурителни продукти, имаме преку 460 лиценцирани осигурителни брокери и имаме над 1000 лиценцирани застапници или популарно наречени агенти. Така, ако ги додадеме и лицата кои што работат по брокерските друштва, друштвата за застапување како надворешни агенти, доаѓаме негде во Република Македонија имаме околу 4000 лица кои што директно и индиректно се вклучени во осигурителниот бизнис. Тоа е голема бројка, значајна бројка и осигурителната индустрија представува многу значајна алка за севкупниот економски и финансиски систем во Република Македонија и би завршил со тоа дека во 2017 година сме оптимисти и покрај нагласеното влијание на политичката криза, сепак очекуваме осигурителниот сектор да расте. Дадов потврда дека имаме и нов инвеститор во услови на ваква сериозна политичка криза, да дојде странска инвестиција, е стварно дека инвеститорите препознаваат дека осигурителниот сектор ќе се развива. А ќе се развива бидејќи граѓаните се повеќе стануваат свесни, се повеќе се едуцирани за предностите кои што ги нуди осигурувањето како механизам за заштита од потенцијални финансиски загуби.
Господин Поповски, јас ви благодарам што оваа вечер бевте со нас. Се надевам дека некој од нашите гледачи ќе побара некој од вработените или некој од лицата кои што работат на осигурување, па ќе склучи некоја полиса, ништо не е нели на одмет да се има една полиса повеќе во својот дом. Сигурно. Особено за земјоделците кои што во овој временски период нели загубија многу. И уште една порака јас би дал во вашите гледачи, бидејќи една од нашите улоги како регулаторно тело представува и прашањето за заштита на интересите на потрошувачите. Доколку некој осигуреник не е задоволен од услугите кои што ги добива од осигурителната компанија, слободно да се обрати до Агенцијата за супервизија на осигурување и очекувам во наредна прилика кога ќе бидам ваш гостин и да имаме интерактивна емисија со гледачи, каде што доколку има некои проблеми во однос на осигурувањето или доколку имат прашања кои што сакаат да постават, јас со задоволство би одговарал на сите тие нивни барања и прашања. Стоиме на услуга да ве поканиме нели уште нешто да бидете наши гости во студиото на регионалната КДН телевизија, да ги отвориме телефоните и директно да поразговараме со нашите гледачи кои што можеби ќе бидат идни осигуреници во едно од осигурителните куќи во Република Македонија. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување, а вам, почитувани гледачи, ви благодарам за тоа што и оваа вечер бевте со програмата на регионалната КДН телевизија. Пријатно.